Чита од Светото Евангелие по Матеја. Слава тебе, Господи, слава тебе. Со строг пост и жалост, православните верници денеска го одбележуваат Велики петок, денот кога бил распнат на крст Исус Христос. Меѓу народот познати како Распети петок, се смета за најтежок ден во христијанството. Во православните цркви на Велики петок не се служат литургии, туку царски часови со читање делови од Евангелијата поврзани со настаните на деновите на страдањето. Утринава во црквата Света Петка во Скопје богослужеше Господин Стефан, пошто како што налагаат традициите и црковните правила во храмот, беше изнесена светата плаштеница, која го символизира Христовиот гроб. Обичајот е граѓаните да се поклонат, па да поминат под неа оставајќи по едно црвено јајце. А Јосиф, штом го зеде телото, го обви во чиста плаштаница и го положи во својот нов гроб, што беше го излабил во карпа, па откако постави голем камен на гробната врата си отиде, а таму беа Марија Магдалина и другата Марија, кои седеа спроти гробот. Верниците денеска палеа свеќи и се молеа за здравје и благосостојба. Вела дека Велики петок е ден кога секој треба да застане, да размисли и да се сврти кон духовните вредности. Денеска е голем страдален ден, Велики петок, посветен во тишината Христова, со побожност, со сите се молиме и се поклонуваме на страдањата Христови за благослов, мир и благосостојба на нашиот народ. Не може да свата дека вистината е во Севишниот Бог. Без негово усмерување во животот нема успех. Па подобри луѓе да не правиме зло, да се молиме почесто, да доаѓаме по храмовите. Колку вас молитвата ви помага? Многу, многу. Во секое време. Според традицијата, на Велики петок не се работи ништо, не се јаде ништо до зајди сонце, а многумина практикуваат и целосен пост без храна и вода. Овој ден представува вовед во Христовото воскресение. Според преданието, Исус Христос починал распнат на крст во 6-тиот час од денот, а завесата на Ерусалимскиот храм во истиот тој час се преполовила. Сонцето се замрачило, мртвите станувале од гробови, а сите звона се распукале. Од тогаш на Велики петок бијат дрвени клепала, а камбаните не звонат се до недела, кога првпат се огласува радоста на Христовото воскресение.